Тони Апостоловски, од неговата ливада, од неговата планина, од неговата Македонија. Падна куќа. Навистина падна. Така ќе гласи насловот на постот кој што и на видео, кој што ќе го пласирам на моите заспани битолчани, ценети заспани битолчани, затоа што навистина падна куќа. Падна куќа во центарот на градот, позади зградата на ЈАД, знаат битолчани, ајде да речеме на некои 100 метри од Домот на културата. Падна куќа. Од кои причини падна куќата, нема да навлегувам. Меѓутоа сакам да ги напоменам следниве работи. Цела среќа што немаше човечки жртви во близината на куќата кога паѓаше. Оштетени се 3-4, не знам колку возила, приватни возила, на кои што, еве од ова пригода, сакам да им изразам сочувство на имателите на тие моторни возила, затоа што требаше малце порано да размислуваат каде ги паркираат своите моторни возила. Требаше малце порано да изреагираат до општината, за која што сега во наредниот период ќе дискутираме. Пред 2 години, по моја иницијатива, направив YouTube канал, насловен како Градска патрола. Проверете, напишете Градска патрола, кирилично, македонски. Во таа Градска патрола, не ради мене, него ради граѓаните, општинарите и градоначалникот, снимив некаде 70 ризични објекти во град Битола, кои што во нормална држава требаше одговорните за објектите кои што ги представив да превземат соодветни дејствија. Еве ми го мачето, ајде маце. Значи, ќе видите некаде 70 пласирани видеа, Градска патрола. Ќе видите 70 искршени, изруинирани објекти и ќе го видите моето видување околу проблемите и моите решенија околку санацијата на ризичните објекти. И тогаш и денес, како одговорни, ги лоцирав градежната инспекција, затоа што дозволува да постојат такви објекти во град Битола, како што милуваат да го кажат. Ја лоцирав одговорноста во МВР, затоа што и тие требаше да превземат соодветни мерки, бидејќи е заштитена, загрозена безбедноста на жителите, на станарите, на минувачите, како сакате, на самиот град. Потоа доаѓаат советниците, кои што треба да носат некои закончини и подзаконски акти, и на крајот самиот градоначалник. Меѓутоа гледаме дека градоначалниците битолски се преокупирани со изнаоѓање на локации на нови паркинг простори и со подигнување на 300% на паркинг услугите. А градоначалникот е во длабок зимски сон, во кој што сонува како на ледново културно лето ќе биде најдобро од сите до сега поминати. Значи, лоцирана е
самата вина, самата кривица. Сега, ќе одиме постапно. Куќата била на приватен собственик. Прво, доколку градежната инспекција најдеше дека куќата е ризична, нестабилна и дека постои сомнение дека може во секој момент да се падне, тога се реагира кај газдата и му се наложува да превземи активности, односно санација или комплетна реставрација на куќата. Доколку не превземи, тогаш ја турка општината, секако со законски акт подкрепен од Советот на општина Битола, со надокнада. Значи, ќе му ја турнам куќата и ќе му наложам да ја плати санацијата, односно да плати тоа што му ја туркам куќата, тоа што обезбедувам багери, булдожери, камиони, така натаму, да си ги плати. Доколку нема газдата пари да си ги плати, тогаш куќата преминува во собственост на општина Битола. Може би тоа и целта. Значи, во тие 70 видеа кои што можете да ги видите, кои што се пласирани во градска патрола Битола, имаше 3-4 објекти. Овој не беше во ними, затоа што едноставно не го снимив, ќе ви кажам и зашто не го снимив. Меѓутоа имаше 3-4 објекти од најголема ризична гледна точка кои што требаше да паднат. Два се паднати од ними, од тие објекти. Едниот се наоѓа на булевар 1 мај, тоа е едно куќаре, пикнато помеѓу две велелепни куќи. Исто и таму немаше жртви, меѓутоа немаше нити причинета материјална штета. И втората куќа која што падна е на улица Охридска. Некни баш пред ден-два пред да падне оваа куќа кај јат, имав објавено снимката која што ја снимив пред 2 години. Апостолски Тони излезе пред 2 години и си снимаше. Да не се повторувам, ви кажав, каналот се вика Градска патрола, кој што можете да го најдете на YouTube. На секое видео, скоро на секое видео, повикував на помош од граѓаните, не пари да ми дават, него да си ги земат мобилните во рака и да излезат, да ги снимаат нивните рушемини во нивната близина, во која што живеат. Знаете како се почнува од идеја? Која беше идејата? Моја. Мојата идејата беше да вршиме континуиран притисок врз властите за да си ја работат својата работна задача. Ними и само ними им е дозволено да се справуваат со тие руинирани објекти, кои што, еве, гледаме дека представуваат и опасност по безбедноста на граѓаните и на жителите на град Битола. За жал имаше и тогаш битолчани, сеирџи ќе ве наречам, не да се лутите што сакате правите, ми се јавува на Facebook: ела, друже, сними ја и ова куќа пред паѓање. Абе, пријателе, оти ти не ја снимиш, абе, знаеш, работам јас во комуналец, да не ми избркат од работа, страф ми е, деца имам, жена имам. Имаше луѓе, бе, секакви, имаш и пензионери ми се јавува. Добро, бе, госпожо. Ајде, од Ушици. Населба Ушици имало и таму на која куќа, да сум одел јас да ја снимам, дека е руинирана. Ми земи го телефонот, сними ја. Ама знаеш да не ми ја скинат пензијата. Еми са, бе, батина. Каков народ, таква власт. Каква свиња, таква маст, велеше Ѓорđe Марјановиќ, уставотворителот. Се е до оној момент, мора и тој момент ќе дојди, меѓутоа пак и понатаму ќе продолжиме да се однесуваме пасивно кон сите проблеми кои што не обкружуваат. За куќата која што е во близина на, падна сега таа, во близина на
Ау, тука има 3 куќи, кои што се голема опасност. Едната беше на 50 на метри од основното училиште доктор Трифун Пановски. И таа ја, усвари не падна, него ја турна, ја подтурна. Да падни, прво, знаете, ја обележа со жолти траки, после моето видео. И мисля дека тука заврши работата. Сега, ве прашувам, битолски народе, дали треба да дојде момент кога некој од вас, не дај Боже од вашето близко семејство, не дај Боже вашите деца, бидат потиснати од некоја кршевина, за потоа со прст да покажувате, ова е кривецот. Да се знае кој е кривецот, не може јас да бидам кривецот, не може вие да бидете кривецот, па дури не може ни газдата да биде кривецот. Едноставно некој му дозволил во оваа вукојебина држава, во оваа вештачка творевина, во овај град, каде што најголемото светско окритие е културно лето. Абе, срам да ви е на сите, бре, што дозволувате битолчани вакви нешта да се случуваат. И Господ крена раце повеќе од нас. Не на куќа, сите нека испаднат, 70-80 колку се. Ма какво 70 стотици куќи има такви низ градот? И никому ништо. Наместо да се разбудува граѓанската, човечката свест, вие се подлабоко и подлабоко заспивате. Ги гледате вашите куќи што си велите, бајре, нема да падни мојата. Кој знае, има и виши сили. Ништо, тоа е тоа. Поздрав до градежната инспекција, поздрав до МВР, поздрав до советниците, поздрав до самиот Коњановски. Ќе почнам од градежната инспекција. Градежна инспекција, претпоставам дека електричари ја сочинуваат кај вас, не се излезени никош на терен и никош не имат видено ситуацијата во општина Битола. Поздрав до МВР. Вие, пријателчина, сте за Safe City, за да казнувате, за да вршите репресија спрема граѓаните, не сте за безбедноста. Поздрав до советниците. Советници, дај Господ, уште од 30-60 да станите. Нека има Битола и депони, кршеви, казни, нека има све што му фали на градот. И најголем поздрав до мојот имењак Тони Коњановски. Тони Коњановски, имаш уште 3 години да го дупиш битолскиот народ, абе да го дупиш до даска. Јас цело време тврдев дека си ти грешен. Не бре човече, ти си најправичен. Да си го дупиш битолчанецот се додека ти стои. Ако не ти стои некој како јас што некам да ме дупиш, тога се вика силување. И ќе превземиме соодветни мерки. Меѓутоа за останатите битолчани, кои што се слепи, глувонеми, заспани, да си ги дупиш затоа што верувај, од Бога ти е дадена власта за народот да види дека не чиниш тоа што народот не гледа дека не чиниш нити ти, нити советниците, нити МВР, нити на градежната инспекција, тоа е сосема десетта работа. Мои битолски сограѓани, се надевам дека вашите куќи нема да паднат, дека се безбедни. Се надевам дека ќе живеете до 2147 година во богата Битола, полна со културни уметнички лета, со зимски приказки и така натаму и така натаму. Ве поздравувам од Баба Планина. Секој добро, имајте убав ден. Се гледаме со нова приказка во некоја друга пригода. Поздрав, секој добро.